Охридското, така наречено востание од 1913 година, или некои го викаат македонско-албанско, а некои албанско-македонско востание, а некои бунт. Кои се причините за да се дојде до востание? Треба да се знае дека географската конфигурација, почнувајќи од Мали Влај, односно од Ќафасан, по сртот на Јабланица, па све до Пишкупеја, е таква граница природна, која што е делена нарочито после Балканските војни. Овај регион потпаѓа под тешка ситуација, било на една страна од планината Јабланица во албанска територија, или пак од друга страна према македонската територија. Населението од 913 година потпаѓа под македонското население под територија на српската власт. Српската војска, уште од почетокот со нивното навлегување на ова територија, ги завземаат одредени привремени граници на територијата од Поградец па све до Пишкупеја, до Дебар. Тешкоти се наоѓаат меѓу самите селани и се принудени на некој начин на релација албанци-македонци да се обединат. Во тоа обединување, револуционерно борбено обединување за отпор да дадат, се разбира, се организираат од страна на Македонија. Централниот комитет на ВМРО организира преку своји раководители нова подрачје, а нарочито тука делуваат Милан Матов, Петар Чауле, Павел Христов и други луѓе кои што се вовлечени од македонска страна, а од албанска страна Сефедин Пустина, еден умен човек кој што е во Елбасар му е седиште, така да реката Бистрица кај местноста Рајца, тој терен го држат и се наоѓаат во ситуација да соработуваат и да најдат начин, решење како тие меѓусебно да се обединат, да дадат отпор. И навистина во 913 година, во август месец, преговараат и од македонска и од албанска страна, раководства, а Албанија, јако е што туку формирана, не е во ситуација така добро организирана држава, меѓутоа остатоци од племенскиот феудален живот на поедини албански феудалци сакат и тие да се задржат и да дадат еден отпор на српската војска. Српската војска ги врши тортура, им земаат животни, прехранбени артикли и се принудени, некои веќе ги отепуваат ако не дале отпор, и се принудени да се селат на албанска територија према Елбасан, во областа, во едно место, нарочито таму Рајца се вика едно село, и тука се собираат повеќе и од Струга и од селата Струшки. Меѓу тие бегалци се наоѓа тогаш млад 15 годишен писателот Ристо Крле од Струга, и тој со своето семејство и со другите луѓе кои што од Струга се нашле таму во Рајца, и тој во своите спомени е интересно на едно место забележува дека Милан Матов, еден од организаторите на востанието Илинденско, водач од овај регион, заедно со Петре Чауле, охридјанецот, овај Милан Матов од Струга, држат врска со Хамди Дема, мислам се вика. Тој е потекло од Струга, водач на албанската страна, и се договара да формираат заеднички штаб. Според едно соопштение во бугарскиот весник Утро од 20 јули 1913 година,
во кое се цитира интервјуто на Сандански за италијанскиот вестник Секоло, се дознава дека тој успеал да издействува согласност од албанската страна за изнесениот предлог. Контрадикторни на оваа информација се податоците кои говорат дека мисијата пропаднала, бидејќи србите и грците дознале за неа и набрзо на албанците им го ветиле одстапувањето на градовите Дебар, Ѓаковица, Корча и Аргирокастро. За истата мисија во извештај од 2 октомври 1913 година, испратен од Петар Чаулев до Никола Генадиев, министер за надворешни работи на Бугарија, Чаулев тврдел дека Јане не бил добро примен од албанците. Чаулев тврдел дека Сандански, веднаш по враќањето на Пирин, рекол: Доаѓам од Албанија, каде бев испратен за заедничкиот отпор. Албанските водачи, гледајќи се слободни, ми го завртеа грбот сосема. Македонија не била населена само со една народност, како Албанија, ми беше речено. Така што многу потешко е да стане автономна. Од секаде лаги, кои пак ќе ни служат како лекција. Ваквите контрадикторни информации се обидовме да ги провериме и во некои од албанските вестници, кои во тој период излегувале во и вон Албанија, дали има известување за настанот. При тоа констатиравме дека во вестниците нема никакви информации за споменатава случка. За оваа активност на Сандански, информации наоѓаме во текстови на страниците на Македонски глас. На 28 ноември 1912 година во Валона била прогласена независност на Албанија. Потоа следувал период на дипломатско ангажирање за меѓународното признавање на Албанија и решавање на македонското прашање на зелените маси во Лондон и Букурешт. Притоа, според пишувањето во Македонски глас, во последно време се почесто овие два збора се изговараат заедно, се изговараат во Европа, но и од време на време се појавуваат во печатот. Годината на војна на Балканот, која што истакна ред неочекувани комбинации и сојузи, набележа уште едно соединување – македонско-албанско, бидејќи во македонско-албанскиот сојуз нема и не може да има причина за тежок конфликт предизвикан од спорови за државната хегемонија или од борбата за излез кон морето. Во последниот случај, обете страни, Македонија и Албанија, се наоѓаат во најсреќна положба. Тие опфаќаат значителен дел од двете мориња, Егејското и Јадранското. Судбината последниве години на природен начин ги сврза овие два народа, ги обедини нивните интереси за независност и создавање на своја држава. И во тој однос, сојузот на македонскиот народ со албанскиот ќе донесе огромна корист за обата. Независната, воинствена Албанија ќе и помогне на Македонија во незината борба за ослободување. Соработката меѓу представници на македонскиот и албанскиот народ во почетните години на 20-тиот век била условена од заедничкиот интерес, ослободување од османскиот режим и самостојно владење. Зближувањето меѓу македонци и албанци почесто забележуваме меѓу емиграцијата, каде се среќавале личности со идентични идеи и цели. Нивната соработка првенствено се состоела од создавање заеднички здруженија и издавање заеднички вестници. Македонско-албанските врски се менувале во зависност од политичките и економските прилики во империјата. Во почетниот период од развојот на просветителството и преродбенството, македонските и албанските дејци имале слични размислувања. Така Ѓорѓе Пулевски имал идеи кои се движеле во иста насока како оние на Наум Ветилхарџи и Константин Кристофориди. Тие ги истакнувале позитивностите на старите традиции на соработка, но и потребата од употреба на сопствен јазик и просвета. Прличев во делото Скендербек говорел за заеднички, братски отпор против османските завојувачи. Но затоа пак во поемата Сердарот тој опишал коренито изменети прилики, тажна и трагична судбина на двата народа, бидејќи дозволиле меѓу себе да крвават. Глигор Прличев сметал дека до ослободување не може да се дојде освен со заедничка борба на сите балкански народи. Подкрепа за ваквиот негов став биле речениците од 4-3 јазика, кои ги напишал врз основа на познавањето на албанскиот, турскиот и српскиот јазик, покрај мајчиниот македонски. Во периодот на влошените меѓусебни политичко-социјални односи на македонците и албанците, кои се базирале пред се на различните религии, била забележана се поретка употреба на словенски зборови сред албанското население. Но од периодот на двојазичието, кога населението ги ползувало обата јазика, останале во албанскиот јазик и неколку македонски зборови.
Тие се однесувале на стари поими и изрази, употребувани и од албанското и од македонското население. Меѓутоа, македонско-албанските врски на културен план не биле спречувани само од османската власт. Македонската интелигенција се обидувала да ги совлада од една страна оние сили кои го невозможувале издавањето на литература на македонски јазик, а од друга, буржоаските аспирации на соседните интелектуални сили. Албанските културни работници пак имале постојани проблеми со грчките, италијанските, австриските аспирации за целосна доминација врз културниот живот на албанците. И покрај различните можности и прилики за соработка, контактите на двата народа продолжувале, а поради својата активност за одржување на македонско-албанските врски, Партенije Zogravski и Кузман Шапкарев биле нарекувани албански писатели. Обидите да се оневозможат културните и просветните стремежи на македонскиот и албанскиот народ биле повод нивните културни дејци, иако често делувале надвор од своите татковини, поупорно да се зафатат и да ги концентрираат сите своји сили за национално и културно слободување на Македонија и Албанија од Османската империја. Зближувањето меѓу албанското и македонското револуционерно движење во текот на 1919 година до 1924 година било детерминирано од реципрочните политички и стратешки интереси против големо српската политика, како и против надворешните фактори чии интереси биле испреплетени на Балканот. По Првата светска војна, значи политичката елита во Албанија излегло позрело. Значи ги надминало оние недостатоци кои што ја затекнувале нејзе до прогласувањето на независноста и по неа. Особено овдека треба да се спомне фактот дека меѓу главните политички елити кои што дале огромен придонес за политичката состојба во Албанија по Првата светска војна представува Косовскиот комитет. Комитетот представувал најзначајна политичка организација на албанците во периодот од 1918 до 1921 година. Во неговото раководство ги среќаваме познатите дејци за националната кауза, како Кадри Приштина, Хоџа Кадри, како председател, потоа Хасан Приштина, кој се сметал за идеолошки, политички и воен водач на албанскиот отпор во Косово и Македонија, заедно со Бајрам Цури, Хисни Цури и други. Основната програма на комитетот ја сочинувале 3 точки. Прво, да се бара и да се ангажира пред големите сили за обединување на Косово и другите делови населени со албанци, кои се окупирани од српско-црногорската војска уште од 1912 година со слободна Албанија. Второ, да се протестира пред големите сили за српскиот терор во Косово. И трето, да се избере и да се испрати делегација за одбрана на двете горе наведени точки пред светот. Во слична или во потешка ситуација, во повоениот период била и македонскиот народ. Токму овие настани ги натерало овие комитети, никако нивните представниците на нивните комитети да започнат нивната поблиска соработка, односно нивното зближување. Зближувањето на овие два комитета зависело и од другите фактори, пред се од внатрешните политички превирања во Бугарија како и во Албанија, бидејќи значи односите зависело од двете држави кои што биле поддржани, ги поддржували едните и другите, како и од нивните позиции во меѓународната положба. Освен надворешните фактори, пред се тука значи се спомнуваат Бугарија и Албанија, меѓу главните надворешни фактори кои што биле силни заинтересирани за меѓусебна соработка меѓу македонскиот и албанскиот револуционерен комитет била Италија. Бидејќи Италија настојувала по секоја цена за да го спречи консолидирањето на новата држава на кралството СХС, значи на србите, хрватите и словенците, и затоа таа ги поддржувала сепаратистичките елементи во Вардарскиот дел на Македонија, во Косово, во Црна Гора, во Хрватска и во Словенија, преку финансирање на нивните везници, организирање на нивните групи и така натаму. И врз основа на тоа, италијанската дипломатија, која што надворешната политика кон Балканот ја пренасочувала кон Албанија и Бугарија, сакала, ако не целото тогаш барем дел од крилото на ВМРО да го стави под своја капа. Особено тука се зборува за Чаулев, Петар Чаулев, кој што подолго време престојува во Албанија и на неколку наврати бил и во Италија. Значи во овој период
веќе ги имаме првите контакти на зближувањето на овие две револуционерни комитета. Паралелно со преговорите за политички договор, во 1919 година се водели преговори меѓу представниците на двете страни за организирање на заедничко антисрпско востание. Во почетокот на септември 1919 година, некој си крсте од Дебар и Тодор Димитров со италијански брод заминале од Бургас, Бугарија, за Драч, од каде потоа заминале за Охрид да се сретнат со албанските представници. Исто така, Осман Мустаф од Јеловјане, Тетовско, висок член на Бугарско-албанскиот клуб и близок човек со Александар Протогеров, во мај истата година бил испратен од Софија да се сретне со Дервиш Хима и Јашар со цел подготвување на заедничко албанско-македонско востание во Македонија. Преговорите за заедничкото востание продолжили во втората половина на 1919 година. Според изворите, во октомври истата година, Ирфан Оломанбек преговараше во Елбасан со представниците на Македонскиот комитет за заеднички антисрпски акции на албанците и македонците. Во времето кога беа засилени контактите меѓу представниците на албанските и македонските комитети со тенденција за заедничко востание, под притисок на Белград за можна војна интервенција во пограничните региони на Бугарија, во март 1919 година, Министерството за надворешни работи на Бугарија привремено ги одложило војните акции на македонските комитски чети. Во почетокот на 1920 година, голем број комитски чети биле префрлени во Македонија и Албанија, особено во Охридскиот крај, и почнале да дејствуваат заедно со албанските качаци. Таков бил примерот на комитскиот војвода Стефан Алабаков Ходжата од Струга, кој во мај 1920 година во околината на Кичево заедно дејствувал со четата на Калош Дани. Во 1919 година, значи Александар Протогеров, висок член, вториот член по функција во ВМРО, имал контакти со членовите на албанската влада, дури се спомнува дека е постигнат еден политички договор кој што предвидувал поделба на териториите, предвидена таа стратегиска линија меѓу двете идни држави, албанската држава и македонската држава. Исто така, тука се спомнуваат отварањето на западното седиште на ВМРО во Тирана и во Елбасан, како и отварање на погранични пунктови за префрлување на комитски чети од Албанија во територијата на Македонија, односно по-конкретно во Вардарскиот дел на Македонија. Во февруари 1920 година, Албанско-македонскиот комитет од Истанбул испратил во Софија четворица албански војводи за да разговараат со македонскиот извршен комитет околу македонско-албанските односи. Стремежот на македонските политички организации не бил само воспоставување на директни врски со албанските организации, туку и со албанската влада, бидејќи нивната намера била во Албанија, поточно во Елбасан, да отворат свое представништво, односно западно седиште на ВМРО. Од друга страна, и владата во Тирана, преку своји представници, била заинтересирана за воспоставување контакти и соработка со представниците на Македонскиот комитет. Со помош на Италија и Австрија, во почетокот на мај 1920 година, бил постигнат договор меѓу Протогеров, член на ЦК на ВМРО и на албанската влада, според кој било договорено да се отворат представништва на ВМРО во Тирана и Елбасан, како и формирање на логистички бази во пограничните региони, кои требало да се употребуваат за префрлање на комитските чети во Македонија. Исто така било дефинирана идната гранична линија меѓу Албанија и Бугарија. Со одлуките од Нејскиот договор им било ставено крај на илузиите дека Вардарскиот дел на Македонија ќе биде споена со Бугарија. Токму поради тоа Централниот комитет на ВМРО веќе донесува одлука за да премине во нова фаза, тоест во преземање на вооружени акции против српската и против грчката власт. И токму поради тоа веднаш биле донесена одлука и да префрлување на дел од раководните структури на ВМРО во Вардарскиот дел на Македонија, кои што пред се биле префрлувани преку Албанија. Освен ова, значи во 20-та година, значи почнувајќи од 1920 година, видните членови на ВМРО преземат и дипломатска офанзива. Тука ја имаме посетата на Тодор Александров во Италија, кој што според српските извори дури се спомнува дека е постигнат првиот воен
договор со Италија, според кој било предвидено од Италија да бидат префрлени воен материјал во Албанија, преку кој потоа би се префрлила во вардарскиот дел Македонија. Исто така Александар Протогеров, кој што имало контакти со италијанските и со австриските представници во Софија, настојал да отвори илегален коридор од Австрија за префрлување на луѓе и оружје од Австрија во Македонија. Значи, почетокот на 1920 година се чувствувало веќе конкретни активности за почнување на востанието во вардарскиот дел на Македонија. Меѓутоа, и двете страни, значи албанските револуционерни организации и македонските револуционерни организации се уште не биле подготвени за едно такво востание. Иако било предвидено востанието дури да започне по жетвата, значи во 1920 година, тоа не се случило. Така и меѓународната позиција на двете држави исто така не го дозволувало тоа. Меѓутоа, албанскиот косовскиот комитет настојувал за да ја започне востанието во 20 година. Тука се спомнуваат и конкретните активности, особено се спомнува Азембејта, кој што бил финансиран од албанско-бугарскиот клуб во Валона, заминал на една средба, исто така се спомна во една важна средба, се со цел во Софија, се со цел за да ги убеди челните луѓе на ВМРО да започнат истовремено востание и во Македонија, значи во вардарскиот дел на Македонија. Раководителите на Федеративната револуционерна организација, така наречени федералисти, доктор Филип Атанасов, Павел Христов, Крсто Љондев, Христо Цветков и Крум Зографов, стигнале во Албанија со надеж дека би наишле на позитивна атмосфера за соработка. Во почетокот на декември 1921 година, тие во Каваја се сретнале со Бајрам Цури, Ирфан Охри и Ќазим Кокоши. Но само на Павел Христов му било дозволено да замине во Тирана, бидејќи само тој имал дозвола за идентификација. Во Тирана, сред албанските водачи, бугарската делегација ја презентираше идејата за Балканска федерација и бара од нив да се спојат со бугарските револуционерни организации или пак да им се помогне за формирање на своји бази во Охридскиот и Преспанскиот дел на Албанија, од каде со своји активисти би делувале во југозападниот дел на Македонија за реализирање на нивната идеја за Балканска федерација. Идејата за Балканска федерација, која била базирана врз принципите на комунистичката идеја, не била примамлива за албанската страна. Идејата за обединување на сите словенски народи во една држава се сметаше за акт против албанските национални интереси. Поради тоа, албанската страна не ја прифатила таквата идеја и побарала од Павел Христов и двајцата негови другари да ја напуштат Албанија. Истовремено, со престојот на федералистите во Албанија престојувал и Александар Протогеров, генералот Александар Протогеров, кој што имал две цели. Прво, да ја минимизира политичката придобивка на некој начин од страна на федералистите, бидејќи сепак има меѓусебна војна меѓу македонските револуционерни комитети, значи елиминирање позициите на федералистите и второто, склучување договор со албанската влада. Тоа што е многу важно овде, кај треба да се спомне и тоа дека македонските револуционерни комитети биле силно заинтересирани да воспостават блиски односи не само со албанските револуционерни комитети, туку и со албанската влада. Бидејќи тие настојувале Елбасан да им биде главен центар на акциите, односно на координирање на акциите на македонските комитети, односно комити во Албанија, преку кој би се префрлиле во Македонија, и барање, исто така нивното главно барање беше отварање на 3 погранични пункта во Струга, во Корча и во Поградец. Престојот на Протогеров овдека, за време на престој тој успел да се средне речи со сите членови на Косовскиот комитет, почнувајќи од председателот Оч Кадрија, односно Кадри Приштина, со Бајрам Цури, и чекал да се сретне и со Хасан Приштина, кој во меѓувреме требало да се врати од Виена. Значи, целта беше постигнување на политички договор. Доколку се успеа во политичкиот договор, тогаш се одело во другиот дел, односно организирање на
конкретна акција за востание во Мордавскиот на Македонија. Што подразбира политичкиот договор? Под политичкиот договор пред се тука се оди на варијанта, односно се спомнуваат начинот на одредување на границите, односно обележување на граничната линија меѓу двете идни држави. Доколку би се решило тоа прашање, за другите прашања би било многу полесно. Договорот е постигнат во 21 декември 1921 година. Интересно е тука да се спомне и тоа дека за цело време на преговорите меѓу двата комитета биле вклучена Италија, бидејќи нивниот представник во Албанија, Фортунато Кастолди, цело време бил присутен во текот на разговорите, дури и лично присуствувал и во чинот на потпишувањето на договорот, што значи дека Италија речиси во текот на целото ова време била информирана и била заинтересирана за постигнување на еден таков договор. Во албанската историографија, договорот го среќаваме како договор меѓу албанските и бугарските македонски комити, потпишан на 20 декември 1921 година. Во оригиналниот документ кој бил објавен од името на албанските комитети, договорот го потпишале Реджеп Митровица и професор Бедри Пејани, додека од македонската страна договорот бил потпишан од Александар Протогеров и доктор Филип Атанасов. Од голема важност бил фактот што од македонска страна договорот бил потпишан од двете крила на македонското револуционерно движење, од Александар Протогеров како представник на ВМРО Автономистичка и од доктор Филип Атанасов представник на федералистите. Додека, според спомените на Ванчо Михајлов, од албанската страна тој спомнува дека е потпишан освен, значи кој што го именува како договор меѓу Хасан Приштина и Александар Протогеров, дека е потпишан Хасан Приштина, Сефи Вламаси и ред други челни, видни луѓе на Косовскиот комитет, но во официјалниот документ значи потпишани се само двајца, Реджеп Митровица и Бедри Пејани, но договорот пред да се потпишува, значи имало и овие луѓе кои што ги спомнува Ванчо Михајлов учествувале во разговорите, бидејќи Сефи Вламаси учествува како представник на комитетите од Шамарија, тоест област во денешна Грција. Исто така спомнува дека Јамет Зогу повикувал 25 албански првенци на кои им го пренесувал договорот меѓу двата комитети и намерата била да го дознае нивното мислење што тие мислат за овој договор. Значи, во овој договор присуствувале повеќе луѓе. Тоа што исто така е многу важно, речиси во време на разговорите меѓу двата комитета, на некој начин целосно била информирана и албанската влада, бидејќи Пандели Еванџели, кој што во време кога почнале преговорите тој бил премиер на Албанија, лично присуствувал на чинот на потпишувањето. Значи, овие се силни докази кои што го потврдуваат фактот дека и албанската влада била силна заинтересирана за постигнување на еден договор со македонските комитети. Во текстот на овој договор зачудува фактот за согласноста на Косовскиот комитет во делот што се однесувал за утврдување на границите помеѓу идните соседни држави. Да подсетиме дека основната програма на Косовскиот комитет било запишано обединувањето на Косово и другите делови населени со албанци, окупирани од српско-црногорската војска во 1912 година со слободна Албанија. Тоа ги подразбирало и деловите на македонската територија каде живееле албанци. Наспроти тоа, овој договор предвидува цела Западна Македонија, населена со албанци, заедно со градовите Струга, Охрид и Ресен, да и припаднат на идната автономна Македонија, освен градот Дебар, во кој на народот би му било оставено правото на самоопределување. Потписниците биле свесни за тешката состојба на Албанија, која во овој период се уште се борела за својот опстанок како држава, свесни за положбата на албанското население во рамките на новото кралство на СХС, како и искреното верување на двете страни во напишаното во овој договор, било причина представниците на Косовскиот комитет да одлучат за прифаќање на значајните промени во текстот на договорот. Важното од овој договор значи представува и се поставува односно прашањето на согласноста на Косовскиот комитет со одбележување на оваа гранична линија каде што албанците од западниот дел на Македонија, освен градот
дебар останувале во рамките на идната држава, пред се значи води кон тоа дека и двете комитети искрено верувале во овој договор и навистина се надевале дека идната држава би била држава по принципот на Швајцарија. Ова го потврдуваат и извештаите на некој начин или пак овие податоците кои што покажуваат дека веднаш по потпишувањето на овој договор Тодор Александров им наредил на своите комитети да делуваат заедно со албанските комитети во оние делови на Вардарскиот дел на Македонија каде што имале поблиски контакти и неговата изјава кога вели дека со подготвување на комитетите, Тетовскиот и Гостиварскиот окружен комитет, тогаш договорот со Косовскиот комитет ќе го оствариме во дело. Една од главните проблеми кои што представувал во овој период е била физичката поделеност на двата комитета, бидејќи ВМРО се уште не успеала да ги формира, да ги организира местните комитети во западниот дел на Македонија, а за тоа им требаше малку повеќе време. Значи целата наредната 1922 година исто така имаме силни контакти. Се спомнува дека во месец јуни 1922 година во Албанија престојувале тројцата највидни членови на ВМРО, Тодор Александров, Александар Протогеров и Петар Чаулев, каде што преговорите се воделе во бербеницата на Димче Бужда. Меѓутоа, околностите кои што се одвивале во овој период на некој начин го спречиле конкретното востание, бидејќи меѓународната позиција на двете држави не била силна, а од другата страна Албанија се соочила со огромни проблеми, внатрешни проблеми, кои што на некој начин ја дефокусирале вниманието на организирање на востание, туку претежно целиот ангажман на оние комитети, на албански револуционни комитети било пренесено во Албанија за дефакторизација на Ахмет Зогу, кој во тоа време имало силна поддршка од Белград. И тука е клучно и единствено тоа сакам да го потенцирам, дека 1922 година самата десница на ВМРО доживеа расцеп. Се оддели една групација која што се нарече Македонска федеративна партија, која што во нијанса гледаше поинаку на македонското прашање отколку Александровата ВМРО. Тие две групации во крајна линија не се разликува толку по крајните политички цели, бидејќи Александровата ВМРО застана на идејата за автономија на Македонија, па дури при крајот 1923 година и 24-та до убиството на Александров, дури независна Македонија, од сите три делови да се формира како посебна држава. И тука немаше меѓу нив голема разлика, отколку што имаше конкуренција околу тоа, околу водството во македонското ослободително движење. Уште еднаш оваа граница е потврдена 1933 година, подпишана во април месец од страна на Хасан Приштина директно и на Ванчо Михајлов, со што се потврдува дека меѓу македонците и албанците нема никаков спор и никаква разлика. 1933 година Хасан Приштина сосема реално го посел прашањето до Михајлов: ако мислите да ја носите Македонија во Бугарија, тогаш Западна Македонија, кај што претежнуваат албанско население, би била во границите на братска Албанија. Меѓутоа, ако се мисли Македонија да се формира како независна држава, тогаш Западна Македонија со истите тие предели и карактеристики би била во братска Македонија. И мислам дека тие документи се синор или белег за целокупната суштина меѓу
на соработката и историската мисија на македонското и албанското движење со децении создавана и дека тој капитал треба да биде еден од позитивните стожери и на денешните македонско-албански релации. Исто така, од другата страна го имаме проблемот на ВМРО за неподготвеноста за едно такво востание, како и поради превратот кој што се случува во Бугарија во 1923 година со доаѓањето на Стамболински, кој што дел од структурите на ВМРО биле принудени да ја напуштат Бугарија и да се заселат во Албанија и дел од нив и во Италија. Значи, и покрај сето овој ангажман на двете страни, значи двете комитети, податоците говорат дека до едно помасовно востание во 1921-22 година не дошло. По овој период е важно да се спомне и тоа дека меѓу главните причини, меѓу главните барања на српската влада, односно на кралството, на владата на кралството на СКС за признавање на Албанија била и протерувањето на македонските комитети од Албанија, бидејќи Белград многу често го ја обвинуваше Тирана и Албанија дека станало гнездо на македонските комитети и Косовскиот комитет. Значи, од Белград било побарано протерување на македонските револуционерни комитети и на албанските револуционерни комитети, дури ЗОГО одел и до тоа варијанта со преку албанскиот парламент да им го одземе правото на партениците, како што биле Хоч Кадрија, лидерот на Косовскиот комитет, на Хасан Приштина и на Байрам Цури, со цел обвинувајќи ги дека нивниот мандат ја го добиле од Косовската префектура, која што не била во составот на албанската држава. Овие се главните причини кои што на некој начин го пренасочуваат вниманието наместо во организирање на едно заедничко востание, одат веќе кон внатрешните превирања кои што се случуваат во Албанија, бидејќи за многу кратко време во Албанија се менуваат неколку влади. Значи, сличната судбина ја имаат и македонските комитети, револуционерни комитети во Бугарија со превратот кој што се случува во Бугарија. Југословенските обвинувања и протести стигнале дури и пред Друштвото на народите за дејствување на неколку македонски дејци во регионот на Корча, нагласувајќи дека тие представуваат опасност за југословенската држава. За да бидат уште поверодостојни обвинувањата, Белград протестирал и пред амбасадорската конференција, обвинувајќи ја Тирана дека се подготвува да испрати 4 баталјони од Тирана и 2 од Корча, со цел да го заземат манастирот Свети Наум, при што тие би ја имали целосната поддршка од македонските комитски чети. Во вакви околности, ВМРО, Косовскиот комитет, како и албанската влада на Ноли, биле представени како агентура на Третата интернационала и на Москва, додека црвениот епископ Фан Ноли, противниците поради односите со Москва, го обвинувале дека сака во Албанија да воведе болшевизам. По ова, во 1924 година во Албанија се случува преврат. На чело на албанската влада доаѓа епископот Фан Ноли. Доаѓа, значи, со поддршка на Косовскиот комитет и тука фактички ја има и силната поддршка и на имат блиските односи со македонските револуционерни комитети. Ова може би е една од главните причини кои што Белград не ја признава владата на Ноли и дури Белград цело време оди до тоа, се жали дури пред Друштвото на народите и пред амбасадорската конференција, обвинувајќи го Ноли дека финансиски на некој начин, иако Албанија ја немало таа можност, ги поддржува овие елементи во Албанија, значи зборувам за македонските револуционерни комитети, и речи се цело време барала да се присили Фан Ноли на некој начин да ги протера овие од Албанија. Ноли на неколку наврати им одговорил дека побарал од неколку членови, видни членови на ВМРО да ја напуштат Албанија. Дури тој бил обвинуван дека и од Москва добил околу 10.000 пушки, се со цел за да ги вооружи албанските револуционерни комитети и македонските, за да се подготват за
интервенција во вардарскиот дел на Македонија. Во една таква ситуација, Белград го обвинил албанската држава дека подготвува 4 баталиони кои што од Корча би делувале, односно би интервенирале во вардарскиот дел на Македонија се со цел за да го добијат, за да го заземат манастирот Свети Наум, а од кој би ја имале силната поддршка и од македонските револуционерни комитети. Меѓутоа, сите овие обвинувања на некој начин Србија сакала да ги покрие со подготвувањето на контра интервенцијата во Албанија, за да се оправда доаѓањето на повторното доаѓање на Зогу на власт, бидејќи во Европа се уште била свежа Октомвриската револуција во Русија и на некој начин Европа не можела себе си да се дозволи у формирање на уште една таква држава во Европа, бидејќи тие биле обвинувањата кон Нори дека тој на некој начин соработува со комунистичката Русија и поради токму овие причини и владата на Нори не била призната и европските држави, кои што го користила Београд за дополнителни обвинувања, особено за престојот на македонските комитети во Албанија. Меѓутоа, владата на Нори не останува долго, значи во декември 1924 година повторно Зогу доаѓа со интервенција, со помош од Белград доаѓа повторно на власт и меѓу првите барања кои што требало да ги задоволи српските барања биле протерувањето на македонските револуционерни комитети, како и сите членови, целата администрација во пограничните региони кои што биле со потекло од Косово. Весникот Политика од тоа време констатира дека за водачите на албанските и македонските чети сега нема живот во Албанија. Поради постојаниот притисок од страна на Белград, Зогу ги задоволувал српските барања, албанската влада ги сменила сите административни функционери по потекло од Косово. Исто така ги истерала од Албанија и дејците на Македонскиот комитет Александров и Чаулев. Најтешка за комитетот била 1924 година, која се сметала за почеток на крајот на вооруженото дејствување на Косовскиот комитет. Тоа било година кога почнале убиствата на челниците на комитетот. Во 1924 година биле убиени Азем Бејта, Елез Исуфи, а наредната 1925 година и Бајрам Цури. Истата година починал и председателот на Косовскиот комитет, Кадри Приштина, а активностите на комитетот ги продолжил идеолошкиот водач Хасан Приштина. Говорејќи за 1924 година, бележиме дека таа година била тешка и за македонското револуционерно движење, бидејќи почнале убиствата на главните раководители на ВМРО. Така, во август 1924 година, во Бугарија бил убиен водачот на ВМРО автономистичка Тодор Александров, додека во декември бил убиен и Петар Чаулев во Италија. Сите овие случувања ги ставиле во сенка заедничките активности на албанските и македонските комитети. И со тоа на некој начин Србија, односно новото кралството на србите, хрватите и словенците ја постигнува својата цел со уништување на некој начин овие организации и да не можат веќе војно да интервенира, да предизвикуваат реакции во вардарскиот дел на Македонија и во Косово, се разбира. Со тоа доаѓа до прекинување на односите меѓу двата комитета. Значи во Косовскиот комитет работела ја продолжува идеолошкиот водач на комитетот Хасан Приштина, меѓутоа со помал интензитет. По конкретни контакти меѓу двата комитета имаме во 1926 година со Димитар Влахов, значи представник на ВМРО Обединета, каде што доаѓа дури до потпишување на еден договор, меѓутоа тој останува само во рамките на политичкиот договор без конкретни активности, од каде се барало за формирање на една Балканска федерација, формирање, односно спојување на Албанија со Косово во една држава. Меѓутоа, исто така се барало и дел од представниците на Косовскиот комитет во Македонија да се организираат во рамките на комитетските организации заедно со ВМРО Обединета, меѓутоа со тоа веќе немаме конкретни активности.
Во контекст на овој податок, говорат и италијанските извори, кои потврдувале дека активноста на Хасан Приштина никогаш не престанала. Во 1931 година, италијанскиот представник во Виена Мацоти на средбата со Хасан Приштина разговарале за неговата подготвеност да организира војна организација доколку Италија и Албанија влезат во војна со Југославија. Приштина интервенирал кај Мустафа Кемал Паша Ататурк и кај министерот за одбрана на Турција, Фегз Паша, да добие согласност за организирање на војни формации на косовските емигранти и нивно префрлање во Албанија со помош на Турција. Тој сметал дека може да мобилизира 12.000 луѓе. Според истиот извор, Хасан Приштина бил во преговори со македонската организација на Михајлов за склучување сојуз, бидејќи со македонските федералисти бил во многу добри односи. Потоа податоците за дејствувањето на Косовскиот комитет, конкретно на Хасан Приштина, веќе бидејќи тој во овој период веќе дејствува на некој начин сам, доаѓа дури во 1931 година. Вреди тука да се спомне и контактите кои што ги имаше со италијанскиот представник во Виена, Мацоти, од кога е побарано финансиски да биде поддржан Хасан Приштина за формирање на албанските комитети во Вардарскиот дел во Македонија, по-конкретно во Тетово, во Гостивар и во Скопје. Исто така, зборувајќи со тоа дека тој бил во многу добри односи и со македонските револуционерни комитети, особено со федералистите, каде што имал многу блиски односи, меѓутоа и со автономистите, бидејќи претhodно тој разговара во Женева со Ефтимов, кој што бил близок член на бугарската влада, имало силно влијание во бугарската влада. Меѓутоа представникот Мацоти побарал, пред да се преземат конкретни активности, побарал да се разговара со Македонскиот револуционерен комитет, кој што на некој начин и тоа била намерата на Хасан Приштина, бидејќи тој им кажал дека во меѓувреме ќе оди да разговара со Ванчо Михајлов, водачот на Македонската револуционерна организација, и се надевал дека преговорите ќе бидат успешни, бидејќи на некој начин тој и со Ефремов веќе имал конкретни разговори во таа насока. Дури Приштина му гарантирал на некој начин дека е спремен да оди да наразговара со Мустафа Кемал Ататурк и со министерот за одбрана во турската држава Фегз Паша, бидејќи имал лични познанства со нив, дека е подготвен да оди дури да спрема единици 12.000 албански доброволци кои што се спремни за да доаѓат во Македонија и во Косово да војуваат против Југословенското кралство. Меѓутоа, Мацоти на тоа одговорил дека без да го добие мислењето на Македонскиот револуционерен комитет, односно конкретно од Ванчо Михајлов, не може да им гарантира една таква помош. Мацоти соопштува дека на последниот состанок со Приштина од 2 мај 1932 година се договориле тој да замине во Бугарија на средба со Михајлов за постигнување на договор и да ја анализираат можноста за заедничка акција во Македонија и во Косово, ако политичките околности го дозволуваат тоа. Од Бугарија, Хасан Приштина требало да замине во Константинопол за целосно да му се посвети на организирање на Косовскиот комитет и да ги мобилизира албанските емигранти во Турција. Освен тоа, Мацоти пишува: со Приштина се договоривме пред тој да замине во Константинопол да се сретнеме уште еднаш во Будимпешта за да ми соопшти за средбата со Михајлов и пред се да ми каже што тој мисли во случај на евентуален распад на Југославија. Дали е за автономна Македонија во склоп на Бугарска федерација или за една целосна, слободна, независна Македонија со федерален систем сличен на кантонскиот систем во Швајцарија. И по овие разговори, значи веќе 12 години подоцна од првиот договор кој што беше потпишан во 1921 година, доаѓа до повторен договор меѓу албанскиот и македонскиот комитет. Значи тука доаѓа до конкретен договор меѓу Приштина, Хасан Приштина и Ванчо Михајлов и дури доаѓа до поделба и на одбележување на граничната линија која што на некој начин би била слична од како од 1921 година, значи би почнало граничната линија од планината Рила, која што би одело до
Скопска Црна Гора, преку Качаник до Шараво, до денешната албанска граница, до Охридското езеро. Значи, отприлика би била сличната гранична линија. Меѓутоа, на тоа Хасан Приштина одговорил дека доколку Македонскиот револуционен комитет инсистира Македонија да биде спојна кон Бугарија, тогаш тој ќе побара албанските области да бидат споени со Албанија. Меѓутоа, ако се оди на значи формирање на една нова независна држава, по примерот на Швајцарија, тогаш тие делови би останале во рамките на таа држава. И по ова, значи веќе имаме конкретен договор во 1933 година, каде што е потпишан меѓу Хасан Приштина, Ванчо Мијајлов и Анте Павелич. Значи ги опфаќа повеќе групи и од другите делови, значи во Хрватска, кои што се залагале за формирање на независни држави Хрватска, Албанија и Македонија. Но идејата за заедничко револуционерно движење меѓу албанските, македонските и хрватските организации не успеале да се реализираат на дело. Меѓу другото и поради убиството на Хасан Приштина на 13 август 1933 година, која го означила крајот на Косовскиот комитет. Иако формално правно комитетот продолжил да функционира предводен од Сали Вучитрна, но без своја конкретна активност. Слична судбина имал и Македонскиот револуционерен комитет. Во 1934 година бугарската влада на Кимон Георгиев со закон го забранила постоењето на македонските емигрантски организации, меѓу нив и онаа на ВМРО. Иван Михајлов им наредил на своите приврзаници на мирен начин да ја го предадат организационото оружје на власта, а самиот тој ја напуштил Бугарија. Со тоа престанале да постојат и двете крила на ВМРО. Повторни знаци на соработка меѓу албанскиот и македонскиот комитет се појавиле дури во 1939 година, по окупацијата на Албанија од страна на Италија. Според југословенските извори, во јуни 1939 година, во Белград стигнала информација дека група михеловисти не криеле својата желба за формирање на комитет од другата страна на границата, составена од албанци од Косово и од Македонија. Целта на овие активности била да бараат протекторат од Италија. За таа цел комитетот требало да предложи непречено доставување на петиција до Италија и Германија и другите европски земји, барајќи протекторат од Италија за Косово, Метохија и цела Македонија. Дури веќе во 1939 година само се спомнуваат некои спорадични така активности на Косовскиот комитет. Значи зборуваме за време кога беше окупирана Италија, окупирана значи беше Албанија од страна на Италија и дури тука почнува веќе и кај Македонскиот револуционерен комитет надежда дека преку Албанија може да биде да се освои и вардарскиот дел на Македонија, кој што би било под патронат на Италија. Меѓутоа тоа нешто не дошло. Дури тука имаме разочарување на Македонскиот револуционерен комитет, бидејќи тука се спомнуваат во едно писмо кај што циркулира дека 32 округа на вардарскиот дел на Македонија би требало да биде споени кон Албанија, кои што Македонскиот револуционерен комитет сметал дека тие и припаѓаат на Македонија. Меѓутоа Салибек Вучитрна сметал дека цела Јужна Србија им припаѓа на албанците и треба да биде споена кон Албанија. И токму поради тоа и интернира и на некој начин со тоа веќе завршуваат активностите, бидејќи нема веќе конкретни подаци. Иако се спомнуваат само од српските извори се спомнуваат Димитар Шалев кој организира дел од Македонската револуционерна организација во Албанија, меѓутоа нема веќе конкретни податоци. За заокружување на ова прашање, напомнуваме дека документот од 20 декември 1921 година бил искористен како државен, тоест валиден документ од страна на владата на фашистичка Бугарија за општо бугарски и државни интереси во преговорите со владата на фашистичка Италија за разграничувањето на окупационите зони во Македонија во почетокот на Втората светска војна. На тоа упатува самиот факт што текстот на договорот му бил предаден на председателот на владата на Бугарија Богдан Филов, непосредно по влегувањето на армиите на фашистичките сили во Југославија, односно Македонија, за со него да го покаже бугарското право на македонските територии.